Едно лице е регистрирано како ново инфицирано со ХИВ вирусот од почетокот на годината во Куманово, информираат од Центарот за јавно здравје. Вкупно во најголемата општина во земјата од 1987 година досега се евидентирани 28 случаи на инфицирани, односно заболени од СИДА. Надлежните велат состојбата е стабилна, бидејќи лани било регистрирано само едно ново инфицирано лице. Повеќето, односно 23 лица, се од машкиот пол. Доминира возрастната група од 35 до 39 години. До сега починале 5 лица. Значено за нас е тоа дека во текот на 2021 година исто така е забележен еден случај што одстапува од предходните години, бидејќи во текот на оваа година, значи 2020-2021, имавме помал број на тестирани лица од ХИВ, со ХИВ. Од тоа си направи и така да со зајакнување, значи со почетокот на оваа година, има поголем интерес во однос на нашето советувалиште за доброволно доверливо советување и ХИВ тестирање, така да лицата можат, значи, да се јавуваат, да го знаат својот ХИВ статус или пак доколку имале некој значи ризичен однос или пак оние лица кои што практикуваат, значи инектираат дроги, така да можат, значи, да се обратат во нашето советувалиште. ХИВ инфекција тоа се 18 лица, значи не е преминат стадиумот, значи, на болест. Така да со воведување на антиретровирусната терапија, како и со преекспозиционата заштита, значи периодот на живење, значи со ХИВ инфекцијата е се повеќе и повеќе подолг. Значи тие се јавуваат навремено, затоа што преку самата програма за ХИВ и СИДА, преку вклучување, значи, на голем број на граѓански здруженија, каде што освен тестирањето што се врши во центрите за јавно здравје, во клиниката за инфективни болести, при советувалиштата, голем број се вклучени на граѓански здруженија. Исто така, знаете, и во претходните години нели имаше теренско тестирање, особено на оние лица кои што инектираат дроги, значи навремено да се откријат, значи лицата, значи со цел нели да спречат да се спречи појавата, односно ширењето на оваа ХИВ инфекција. Епидемиолозите појаснуваат дека тешко оди препознавањето на симптомите за оваа инфекција. И нашата анализа, значи досега, значи на овие, значи најчесто во регистрирани, односно дијагностицирани, значи имаме кај хетеросексуалната популација, значи 11 лица, оние лица кои што имаат сексуални односи маж со маж 14 лица и останатите се оние категории кои што се значи бисексуалци. Додека сепак за нас е многу значајно, значи насочено е кон превенцијата, насочено е кон намалување на дискриминацијата, така да, како самите што рековте на почетокот, значи веќе со оваа инфекција се живее, зголемен е векот на живење, работоспособноста, така да преминуваме на се поголем број, значи како едноставно и СИДА се рачуна како хронична болест. Во почетокот, значи тоа е тешко, значи да се тоа е како секоја акутна инфективна болест, значи со некоја лесно поминува, со некоја температура, некоја грозница, со некоја малаксаност, и затоа и самата инфекција е непрепознатлива. Затоа ние единствена насока што даваме, значи доколку некоја лице има ризичен однос, значи или сака да го знае својот ХИВ статус, или значи се чувствува, значи особено оние кои што инектираат дроги, значи треба почесто да одат, значи, на овие тестови, па макар нели тоа што се брзите тестови, значи за да можат да навремено се ова препознае ХИВ инфекцијата. Центарот располага со доволен број тестови. На месечно ниво во микробиолошката лабораторија се прават од 100 до 150 ХИВ тестови. Преку програмата предвидени се и едукативни предавања во основните и средните училишта, особено во декември, месецот за борба против ова заболување.